Две одлуки на највисоките судски инстанции не делува како да потикнуваат минимум размисла и трошка оптимизам, дека луѓето со тога имаат интегритет. Уставниот суд го укина балансерот, етничкиот клуч како извитоперен и најважен услов за вработување. Се подценија и вулгаризира компетенциите, знаењето, мерит системот за прием во администрацијата и јавниот сектор. Оваа одлука не смее да значи крај или деформација на уставното право за еднакви можности и рамноправност на сите државјани во државата. Со мериторно мислење се огласи Врховниот суд. Со неа на граѓаните ќе им се допушта да ја тужат државата, ако со енормното загадување се нарушува нивното здравје. И двете одлуки на Уставниот и на Врховниот суд ги враќаат политичките влијани таму од каде што им е местото, во владата и меѓу носителите на јавните функции. Во Трилинг, еве што ќе гледате. На кое ниво е македонската култура денеска? Мислам дека е на ниво на кое што и не достига внимание генерално земено. Може ли да излеземе од овој македонско-бугарски јазол? Повторно доаѓаме до тоа дека јазолот е заплеткан, мислам дека е заплеткан поради политика. Сега вие ако зборувате со термини или со погледи од 19-тиот век, вие никаде не ме стасате. Пред да заминам за Софија си размислував како ќе биде односот кон мене. Ни во еден момент не стана збор за проблемите кои што имаат. Во овој случај би рекол двете влади, бидејќи двата народи немаат проблеми, еден помеѓу друг. Дали паѓа во вода тезата дека сме еден ист народ? Теории, проективни теории од 19 век, за да се легитимира оној проект, руски проект на голема Бугарија. Кај нас мора да постојат црвени линии кои што не може да ги прекорачиме во врска со оние идентитетски и културни негирања од страна. Фали онаа свест што значи уставот на нашата држава. Дека е тоа највисокиот акт. Нацовски Рим, Да. Њујорк, Токио, Скопје. Која културолошка сцена ја чувствувате како најблиска? Одговорот ќе биде Рим со едно но. Го издвојувам Њујорк како град и јас кога настапувам таму, јас се чувствувам буквално како дома, бидејќи Њујорк е такво место едноставно. Svani per sempre il sogno mio d'amore. Здраво, живо. Како сте? Добре, најдов. Добре. Одлично. Вие? Одлично. На почеток, во Скопје сте, држите мастер часови. Мастер клас на една да ја наречеме на оперска работилница на Факултетот за музичка уметност при УКИМ. Прв пат во Македонија држам такво нешто и навистина сум среќен, бидејќи во последниве неколку години уочив дека и даскалската дејност ми лежи. До пред некоја година немав некои амбиции кон истата, ама сега паралелно со изведувачката ми е убаво и да предавам. Препознавате ли потенцијал кај младата генерација и има ли меѓу нив звезди кои може да прераснат од профилот на ваш, да речеме? Во овие студенти што се сега со мене на факултетот има неколку со огромен потенцијал и доколку бидат правилно насочени од повеќе гледни точки. Техничко-вокална. Меѓутоа и сите оние придружни елементи кои што се битни за една кариера, бидејќи на крајот на криштата гласот е само еден од елементите што го сочинуваат еден уметник, еден оперски пејач, и не е најбитниот
односно е на исто рамниште со многу нешта. Она подготвеност за жртвување и храброст за впуштање во тие води, односно храброст исто за жртвување е најбитната. Доколку се има таа, покрај на другиот потенцијал, може да се успее. Има некој таков, ми изгледа дека ќе има. Се надам дека ќе имаме интересен разговор. Повелете. 11. октомври, празник е нацовски. Ако Бела Чао е символ за песна за антифашизмот, која македонска народна песна е соодветна во овој момент, на овој празничен ден? Бела Чао, ја мислам дека е едно ремек дело, на вистина. И ниедна песна антифашистичка, антинацистичка или генерално земено антиокупаторска не е на тоа ниво. Меѓутоа, предпоставувам дека македонска песна против нацифашистичкиот окупатор била во борба, македонски народе, за сета народна слобода, со песни радост се мре. Особено последниот дел ми се допаѓа доста. Со песни и радост се мре, особено песните. Нацовски, што е за вас патриотизам? Класичната, веројатно, дефиниција за тоа што е патриотизам е сакањето на својата нација и истовремено почитувањето на сите останати нации. Иако во денешно време, како и многу нешта во историјата или сегменти од животот кои што доживеале еволуција, мислам дека изборот патриотизам го има истото доживеано. Малку е тешко таа еволуција да се примени во Македонија, за жал, не по вина на нас, македонците, по вина на сите оние негирања што ги доживуваме во овие 33 години независност и кои се уште ги доживуваме од некои од соседите, така што мораме и понатаму да докажуваме околу нашиот идентитет, нашата посебна култура, посебен идентитет, посебен јазик, посебни традиции и така натаму, наместо да се сконцентрираме кон патриотизмот кој што е во чегор со времето. На што мислам? Мислам на тоа дека за мене една политичка гарнитура која што ја води државата, зборувам во меѓународни рамки, во било која држава, е патриотска, односно повеќе патриотска, доколку им обезбеди на своите граѓани достоен живот. Дали во овие повеќе од 3 децении самостојна држава препознавате патриот? Во кој смисол? Од оние два сегмента што ги споменав. Дали луѓе што ги штитат оние македонски национални интереси или што се обидуваат да ги подобрат нештата на народот? Зависи од тие две прашања. Што за вас е приоритет? Да се бранат националните интереси или да им се обезбеди на граѓаните светлини, на подобар животен стандард, функционални институции, доверба во системот? Идеално би било сето тоа да оди паралелно, односно сигурен сум дека оној првиот дел е побитен, меѓутоа јасно ми е дека кај нас мора да постојат црвени линии кои што не може да ги прекорачиме во врска со оние идентитетски и културни негирања
од страна. И заради самиот факт што тие се абсурдни и што немаат некоја си подлога, немаат историска подлога. Знам, постојат историски мешани комисии помеѓу нас и останатите два соседи и се дискутира. Како вас, како уметник, влијаат ваквите обиди на омаловажување, негирање? Токму мене како уметник кој што веројатно се занимава со најкосмополитската уметност на светот, а тоа е операта, бидејќи навистина јас чувствувам дека припаѓам на едно големо семејство во меѓународни рамки. Ние се познаваме повеќето оперски пејачи од целиот свет. И никогаш во ниедна прилика националната припадност не била некаков проблем или предмет на дискусија со било кој. Имам настапено до сега на 4 континенти. Кога заминувам да пеам во различни места, често престојам и месец и пол, така што успевам да ги осознавам малку и повеќе нештата во средината во која што се наоѓам. И повторувам уште еднаш, нас, уметниците, ни пречи тој националистички начин на живење, тоа негирање на некоја си нација или на нешто. Единствените разлики се оние од културата. Тука стигам и до она што го кажал и Гоце Делчев, односно дека единствен надпревар помеѓу нас народите треба да биде оној културниот. Навистина е така. Навистина. Особено ми пречи некој да во 21. век да негира нешто, а од друга страна па не гледам силни европски лидери или светски лидери кои што, како што се вели народски, би ги фатиле за уши, оние послабите им рекле, чекајте малку, што зборувате? Зарем од 21. век да се занимаваме со овие нешта? Па сега да зборуваме за вештачката интелигенција, за тоа што ни го придонесува. Да разговараме за климатските промени. Тоа се битните нешта денес. Овде на Балканот да разговараме за инфраструктурата која што ни е катастрофална. Не можеме од Скопје до Софија или од Скопје до Солун или од Скопје до Тирана да стигнеме за час и половина, а толку е близко. Возовите возат, еве да ја споменам Италија, 400 км на час. А ние за да отидеме до овие соседни главни градови патуваме 5 часа. Тоа не е нормално. Доколку сиве овие нешта се средат, се изградат и народите ќе бидат и поповрзани и сите оние глупави политички негирања ќе исчезнат, според мене. Оваа година го имав моето прво подолго професионално искуство во Софија. Односно бев поканет од Софиската национална опера да пеам во една нивна нова премиера, нова продукција, каде што се задржав еден месец. И пред да заминам за Софија, си размислував како ќе биде односот кон мене, односно оние наши политички превирања или дискусии што ги имаме на ниво на држави, како ќе се преточат во секојдневието, ете во мојата професија. И можам слободно да ви кажам дека сум многу пријатно изненаден. Ни во еден момент не стана збор за проблемите кои што ги имаат. Во овој случај би рекол двете влади, бидејќи двата народи немаат проблеми, еден помеѓу друг. Не знам дали тоа се должи на фактот што се движе во такви кругови, односно колеги, луѓе од културата. Меѓутоа и во самиот театар, кога ќе кажав дека сум од Македонија, бев уште повеќе добре дојден. А имаше во
во представата колеги од други земји. Дури и што се однесува до јазикот многу интересно. Се обидуваат да ми говорат на италијански или на англиски или на германски. Јас им велев, јас мислам дека можам да ве разбирам на бугарски. Не го говорам, меѓутоа знам да ги разберам речениците. Што сакам со тоа да кажам? Дека ете за тие луѓе со кои што работев, значи не зборуваме на исти јазик. Односно два различни дијалекти. Што ми се обраќа на трет странски јазик. Многу интересно. И јас генерално земено сум воодушевен од мојот престај во Софија и би се вратил повторно да настапувам таму. А и не само од тие гледни точки, едноставно од секојдневието. Овој политички дел од разговорот ќе го завршам со една ваша констатација дадена во 2023 година, каде што видите дека во Македонија се нема свест колку е важен уставот на една држава и правите компарација со италијанскиот устав. Во Италија, во било која дебата и на најниско ниво, не мора да е политичка дебата, секогаш се споменува. Но во уставот пишува така. Но во уставот пишува така. И јас се разбира, не е тајна дека поседувам и италијанско државјанство, кога заклетвата ја дадов, се колнев пред уставот на Италија и дека ќе го почитувам уставот, и истовремено ми беше поклонет уставот од она лице кај кое што ја правев заклетвата, за да бидам и италијански државјанин. И се уште кај нас, за жал, фали онаа свест што значи уставот на нашата држава. Дека е тоа највисокиот акт и дека треба сите да си го почитуваме. Пред се да го почитуваат треба политицарите, а потоа и сите ние другите. Барем да се познаваат фундаментите на истиот. А кога сме веќе за уставот, извинете, меѓутоа, бидејќи актуелно прашањето, може би некој ќе ми замери што се занимавам со политички теми, меѓутоа ова не е политичка тема некоја си. Јас претпочитам граѓански устав. Токму како што имаат, речеме, една Франција, една Италија, една Бугарија и така натаму. Со тоа би се решиле проблемите и не би имале ни овие проблеми сега со соседите. Следите трилинг на мала сцена во Македонската филхармонија, празнично издание, разговараме со македонскиот тенор Благој Нацовски, кој деновој потоа што на 14-ти ќе одржи свој концерт тука. Нацовски, во наредните неколку минути ќе се осврнеме на македонската култура. Може да направите компарација со културата во Италија? Во овој момент не ми е толку лесно да направам компарација, бидејќи... На кое ниво е македонската култура денеска? Мислам дека е на ниво на кое што и не достига внимание генерално земено од целото македонско општество. А ако зборуваме за нашите национални театри, без разлика дали се работи за опера, за балет или за драма, би сакал истите да прераснат во едно место во градот или во градовите, каде што ги има, кое што ќе представува секојдневие за граѓаните. Односно, театарот од една страна би бил отворен секојдневно со настани, не мора да се представи секоја вечер, меѓутоа барем 5 до 6 пати во неделата да има нешто да се збиднува, па и работилници, па и дебати, и да се привлечат што е повеќе
што повеќе граѓани, пред се и младите генерации, бидејќи културата и сите културни дејности го тераат човекот да мисли, да размислува, те издигнуваат на едно поинакво интелектуално ниво. Со тоа, целата нација се издигнува на едно повисоко ниво. Тоа ни е потребно. И јас би се стремел, доколку се прашувам јас лично за нештата околу културата, да се доближат што е повеќе културните институции во нашата земја кон граѓаните и значи истите треба и многу поголема продукција да имаат. Значи добро, тука е ланец на нешта. Задолженото министерство повеќе да ги финансира тие нешта за да имаат можност за поголема продукција. Меѓутоа, тоа ќе биде веројатно потребно само во првиот момент да имаат поголема инекција од државни пари, бидејќи ако тој систем профункционира се повеќе, и самите приватни спонзори ќе се насочат повеќе во културните дејности. Па дури, сега добро, ние имаме само една оперска, односно балетска куќа, меѓутоа постојат, да речеме, театри, драмски театри во повеќето македонски градови. И што се однесува до нив, јас не се сложувам со системот во тие театри на постојано вработување. Јас би ги ротирал и самите актери. 2 сезони ќе одигра во Струмица, па во Велес, па во Тетово, во Битола, па во Скопје. Да има една ротација и намешање на истите актери на секаде. И тоа е добро. Тука се остава и простор за мешање на културите и етникумите. И етникумите, особено во нашата мултиетничка средина. Би било одлично да е тоа така. Нацовски, Рим, Да. Нью Йорк, Токио, Скопје. Која културолошка сцена ја чувствувате како најблиска? 2003 прв пат настапивте како македонски Оперски пејач во пејач во Италија. Па, се разбира, многу интересно ме прашањето. Се разбира, ќе го кажам, одговорот ќе биде Рим, со едно но. Рим поради познати причини. Таму ги завршив студиите, таму дебитирав. Пред се Италија е земјата во која што прераснав во она што сум денеска. Меѓутоа, вие ми споменавте два од моите омилени града во светот, значи Нью Йорк и Токио. Може би доколку споменавте Париз или Берлин или Пекинг, немаше да одговорам на исти начин, меѓутоа тие два града ми се во срцето. Што сакам да кажам? И во тие две средини, како што е Њујоршката, не зборувам за целите американски држави, го издвојувам Њујорк како град, и јас кога настапувам таму, јас се чувствувам буквално како дома, бидејќи Њујорк е такво место едноставно. Њујорк е град каде што секој се чувствува добре дојден. Едноставно ти прави да се чувствуваш така, а од друга страна пак Токио или генерално Јапонија и јапонската култура е нешто што е поразлично од целиот останат свет. И е нешто возвишено. Јас настапувам секоја година во Токио, за 20 дена повторно заминувам за Токио, например. И е една култура повисока од останатите, така што лесно ми е да се прилагодам, односно сакам да се прилагодам на истата кога одам таму. И кога ќе се вратам во Европа, па и во Италија, после секое мое патување во Јапонија, доживувам културолошки шок. Кога е во прашање кариерата,
Има нешто што не сте го остварили до сега или што би сакале да го реализирате и тоа да биде врвот на вашата професионална кариера? Тука малку избива она патриотското во мене. Би сакал две нешта. Односно, да успееме една македонска опера, значи кога мислам на македонска опера, мислам на опера од македонски композитор, да однесеме во некој релевантен театар. Дали во Европа, дали надвор од Европа, може би подобро во Европа, во некоја Италија уште подобро. Бидејќи, повторно, патриотското во мене ќе звучи сега, бидејќи имаме навистина прекрасна музика, имаме дела, односно опери напишани од нашите и сегашни помлади композитори и они од 50-тите, 60-тите години, кои што се базираат на нашиот мелос, на нашиот карактеристичен мелос, и со тоа навистина можеме да се представиме, односно да представиме нешто ново во Европа, нешто што не е чуено. Тоа е едниот дел, а она што повеќе лично ме засега, за некоја од големите, односно од најбитните дискографски куќи, да снимам еден или два албума исклучително со македонски дела. Бидејќи тоа ќе значи дека тие албуми ќе се продаваат насекаде во светот, ќе може да се купат на Амазон и така натаму. Бидејќи што се однесува до моите успеси во операта, односно во кариерата, јас едноставно би сакал само да не се спушти нивото, односно да останам на она ниво на кое што сум сега. Не барам ништо повеќе. Тоа можно е да не зависи од мене. Има многу околности во истата. Тоа е една чудна професија. Односно, ќе дадам пример. Еве, во овие денови имам гости од Сиетл, од Соединетите Американски држави во Македонија, каде што јас настапив во нивната опера во 2010-та и не настапив повеќе. Меѓутоа не настапив повеќе, не сум поканет не заради тоа што тие не ме сакаат, едноставно заради тоа што јас кога настапив, скоро целиот менаџмент беше пред пензија. И сите си заминаа и дојдоа нови луѓе што не ме познаваат добро и никогаш повеќе не бев поканет. Значи не е моја вината. Ете, тоа сакав да го кажам, дека околу околностите и навистина се чудни. Или, например, некогаш се работи и за симпатии, и тоа не кон мене лично. Да речеме, некој уметнички директор во некој театар, со мојот менаџер не сака да соработува. И тука, и јас сум жртвата. И сите што сме ние во таа иста менаџерска агенција, сме повеќе жртвите доколку ние како уметници. Така што затоа реков чудна е оваа професија, односно специфична, околностите се многу различни и интересни. Затоа реков нивото да си остане само исто на кое што сум во моментов и да ме држи само здравје. И глас. Па да. Тој ќе ме држи. Знацовски, Ја чукнам во дрво. тука во Македонската филхармонија, пред домашната публика, ќе имате настап. Први морам да кажам дека целиот концерт ќе биде посветен на Джакомо Пучини, бидејќи оваа година навршуваат 100 години од смртта. И концертот е истовремено завршен концерт на мастер класот, односно на работилница, оперска работилница која што ја правам во на факултетот за музичка уметност во Скопје, а истовремено ќе значи и инаугурација на неделата на италијански јазик во светот, која што се случува секоја година во сите градови каде што постои италијанска амбасада во светот, што значи дека настанот е организиран од италијанската амбасада под покровителство на Министерството за култура и во соработка со факултетот за музичка уметност. А ќе се случува токму тука, каде што се наоѓаме ние во моментов.
Од моја страна ќе има неколку од познатите арии од Пучини, некој дует и некој малку помалку познати арии од Пучини, односно се обидов да побарам и нешто што би ја доживелало и својата македонска премиера, некои дела што не се толку познати за нашата јавност, бидејќи сакав да биде поинтересно за публиката и да има нешто ново истовремено. Предпоставувам дека за мене омилената опера од Пучини е Тоска, така што ќе отпеам аријата на Каварадоси од истата, односно O dolci bacio languide carezze mentr'io fremente le belle forme di svani per sempre il sogno mio d'amore. Може би е доволно. Остана целата ќе можеш публиката да ја чуе во понеделник тука. Благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас за поканата. Ви посакувам успешен и добар настап на 14. Благодарам.